Од денес цената на горивата во Македонија ќе се намали за 2,5 денари, изјави премиерот Христијан Мицкоски, објаснувајќи на кој начин во екот на големата заливска војна горивата во државата ќе бидат поевтини. Работевме заедно со Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини изминативе денови со најголемиот, би рекол, снабдувач, тоа е Окта. И добра вест за македонските граѓани е што Окта на компаниите кои што соработуваат со незе од денеска ќе даде попуст од прилика 45 до 50 долари по тон. Тоа би значило намалување некаде околу 2,5 денари по литар. А потоа разговарав и со голем дел од бензинските пумпи и собственици на бензинските пумпи, кои што рекоа дека тоа ќе го пренесат на крајните корисници. Така што можеме да, бидејќи регулатор не одредува највисоката цена, очекувам од како ова ќе биде објавено, да веќе во текот на денот за отприлика 2,5 денари по литар бидат набалени нафтата и нафтените деривати. Денес може да најавиме дека компаниите се одговорни во пресред да се ублажат последиците од глобалната состојба со нафтените деривати, односно компанијата Окта донесе одлука, почнувајќи од денес до крајот на март, да обезбеди попуст од 2,4 денари на килограм или 2 денари по литар за дизел и бензините за трговците кои набавуваат горива од компанијата. Овој потек доаѓа по зголемените количини гориво кои се обезбедени преку продуктовод од Вардакс и дополнително го зајакнува снабдувањето на нашата држава. Што значи ова? Тоа би значило дека, да речеме, литар дизел кај нас ќе биде 1,35 евроценти. Во соседството, например, во Србија е веќе над 1,80 евроценти, во Албанија е 1,80 евроценти. Во Косово е над 1,50, 1,60 евроценти, во Европа е веќе над 2 евра, некаде во земјите од Европската унија е 2,2 евра дизелот. Така што тоа што го кажавме, тоа и го правиме, дека македонските граѓани ќе користат најевтини нафта и нафтени деривати и покрај тоа што сме на неколку стотици километри од воени дејства, жестоки воени дејства, но со добра организација, со еден конструктивен диалог успеваме тие, би рекол, предизвици да ги надминуваме. Доколку трустовите продолжат и се случи нова ценовна дестабилизација на горивата, Мицкоски објасни што владата ќе превземе. Ќе одиме со намалување на зафаќањето на данокот на додадена вредност од 18 на 10%, па имаме уште една мерка потоа од 10 на 5%, но тоа ќе зависи од цената како ќе се движи. Сега имаме, веруете, жесток притисок од соседните држави, од граѓаните на соседните држави во пограничните места на југ, запад и север, каде што доаѓаат да полнат гориво, бидејќи за 30, 40, 50 евроценти по литар е поевтино кај нас отколку кај нив.